Драги браќа и сестри, драги родители на убиените дечиња, денеска овде стоиме пред оваа зграда, пред нас која гледате. Една од најкорумпираните згради во град Кочани. Ако ме прашате зошто е една од најкорумпираните згради во Кочани, затоа што досега во изминатите 12 години сите овие овде што седеле во удобните фотели, што требало да си вршат работа, да работат. Ни еднаш, ни бар една минута не одвоиле да пратат инспекција, да пратат контрола, да пратат некои луѓе да провери како диското работи, под кои услови работи и што работи. Значи, убиците на нашите деца се токму овие луѓе овде што седеле изминативе 12 години овде во ова собрание. А зошто не пратиле инспекција? Па тоа и малите деца и врвчињата го знаат. Затоа што зимале корупција, зимале мито. Значи, браќа и сестри, ќе ве наречам, а не треба да ве наречам убијци. Вие ни ги убивте децата за проклети пари. Што ќе ви се парите? Значи, не сте биле свесни дека во таа вечер во таа дискотека можело да има и ваши деца. А точно е дека имало. Сегашниот градоначалник тоа најдобро го знае и го осеќа на својата кожа. Не знам како го гледа своето дете, дека му дава Господ здраве и среќа дека оздравее. А нашите дечиња никогаш повише нема да ги видиме се ради овие проклети убијци што беа. И сакам уште да се доврзам. Мислев дека и после ова трагедија што ни се деси на нас, после 63 убиства на нашите деца, мислевме дека со смената на овие убијци овде што беа во ова собрание, ќе дојдат други честни и поштени луѓе кои ќе работат честно, поштено за својата држава, дека ќе не заштитат. Но напротив, тие не гледат како трн у око. Тие секој пат ја тражат вината во нас и се бунат и ни велат што сакате, зошто ги пративте децата, зошто мало дете сте го пратиле во дискотека. А каде треба да одат дечињата? Дечињата треба да одат во дискотека, треба да се запалат. А за да дечињата малолетни не влезат во дискотеката, треба да има обезбедување. Главно обезбедувањето полицијата. Каде беше полицијата тогаш да ги сопре, да ги спречи да не влезат таму? Но за жал и вие сега што дојдовте овде, што седите во ова собрание, одите по истите стапки, одите по погрешни стапки, господа. Немојте да се предавате и вие за пари. Парите не са ви битни. Не дај Боже, може би утре ќе се деси и други 16 март. Па може би меѓу тие жртви ќе се најдат и вашите деца. Зошто да страдате и вие како што страдаме и ние? Имам уште едно прашање и до градоначалникот. Как зареможно лице кое седи на обвинителна клупа, кое го гона за убиство на 63 луѓе и деца нашите и дечињата, кој ги одзеде животите на нашите најмили. Како може да го унапреди, да го награди, да го наместо да го деградира, да го казни за неговото неработење, за неговото неправилно работење, тој го наградува со напредување на повисоко ниво. Зарем ова правда, зарем ова држава, зарем ова, не знам. Може би ќе ми осудат, ако нешто збора, слободно поднесете ми кривична. Поднесе што сакате, ако сакате, убијте ми, стрелајте ме, но никогаш пат нема да престанам. И треба да знаете дека никој пат нема да застанеме. Ќе продолжиме, ќе се бориме, се додека тече крв во нашите вени, ќе се бориме. Не можете да не созбиете, треба да знаете. Ние сме побројни од вас. Не можете со нас. Немојте да ни се, само ќе ве замолам, немојте да се заканувате, немојте да не уценувате, немојте да не навредувате. Немојте, зашто ние не се плашиме. Ние од никого не се плашиме. Ние више нашата смртта, ние се радуваме на смртта, ние не се више радуваме на животот. Зашто ние на нас живот без нашите деца? И затоа немојте, не треба ние да се плашиме од вас. Вие треба да се плашите од нас. Исто сакам, оние што ќе судат, нека пазат како ќе судат. Нека пазат како ќе судат и право да судат. Зашто немојте убијците да ги пуштите. Убијците ќе пробаат да ве подкупат со пари. Но ако ве купат слободата со пари, да знаат дека од нас не можат со пари да не купат. Ако се ослободат од имаат они еден суд, ако се ослободат од првиот суд, ни ги чека вториот суд. Тоа е судот на родителите. Треба да знаете дека ве чека и судот на родителите. А после судот на родителите треба да знаете дека ве чека судот, господовиот суд. На господовиот суд
убийци вие и драги браќа, да ве речам, пак сестри, имам пак душа и срце, така да ве кажам, немојте, зашто на Господ пари не му требаат. Немојте да кукате после, немојте да оставате проклетство на вашите внуци, на вашите парафнуци. Борете се за правда на државата, за и вашите деца утре, кога ќе излегнат во диско, кога ќе излегнат во дискотека, кога ќе излегнат во продавница на улица, да бидат безбедни, браќа, да не се секирате, а не да не спиете по цела ноќ и да ги чекате дали ќе се вратат живи или ќе ги донесат во ковчези како што ги донесува нашите деца. Нека ви служе на час. Тринадесет години. Ниту една контрола од Државниот инспекторат за труд. Последици: 63 загубени животи, 218 повредени, стотици семејства со трауми што ќе носат цел живот. Дали навистина 13 години немавте причина да извршите контрола? Или првата контрола требаше да ја направите дури откако загаснаа 63 животи? Во град како Кочани, навистина ли никој не знаеше дека постои единствената дискотека во градот? Дека таму секој викенд се собираа стотици млади? Дека таму доаѓаа инспектори, полицајци и други службени лица? Или дали беше полесно да се замижува додека не стане предоцна? Кого штитевте? Работниците и граѓаните или нечии интереси? Тоа е прашање на кое одговор им должите не само на семејствата на жртвите, туку и на целата јавност. Дали се разбудевте од зимскиот сон? Или се уште спиете додека некој друг ја плаќа цената? Разбудете се, имате повод да видите како ги славиме родендените. Роденденот денес на Јордан Чоџамов и Петар Ивановски. Наместо свеќи и торта, на торта ние ќе палиме свеќи и кандила на гробишта. Среќен небесен роден ден, ангели наши, и на сите што поминаа родендените и што доправа доаѓаат. Вечна ви слава, ангели наши. Поминаа 9 месеци од отварањето на кривичната постапка за вработените во УЈП. Обвинителен акт се уште нема. Зошто? Кој ве штити? Или можеби вистинското прашање е која штити неодговорноста, митото и корупцијата? По загубата на нашите деца најтешко ни е кога влегуваме во судница. Наместо достоинство и почит спрема нашата болка, не пречекуваат саркастични насмевки, провокации и довикувања. Ги слушаме обвинетите кои велат дека не се чувствуваат виновни, додека ние родителите секоја ден ја живееме до животната казна што ни ја остави оваа трагедија. На последното рочиште, двајца сведоци пред судот изјавија дека осцената преку микрофон било упатено. Ве молам, не ја расипувајте забавата. Видете што убаво се забавуваме. Седнете на шанк и напите се по нешто, обраќајќи им се според нивните сведоштва на полицијата, кои биле присутни во дискотеката. Тоа не се наши зборови, туку тврдења изнесени пред судот. Затоа денес прашуваме, ако постоело можност навреме да се постапи и да се спречи трагедијата, зошто тоа не било направено? Затоа прашуваме, која е вашата задача? Да ги штитите јавниот ред и мир? Да ги штитите животите и безбедностите на граѓаните? Да спасувате човечки животи? Но не. Вие што покажавте во пракса? Дека постоите само физички, да бидете присутни на вашите работни места, додека граѓаните се оставени сами на себе. Пред вашите очи загинаа 63
млади животи. Денес, наместо чувство на сигурност, граѓаните секојдневно сведочат на криминал, а Кочани се повеќе остава впечаток на град кој во кој редот и законот се повеќе се губи. Бараме вистината целосно да се утврди и секој што стои одговорност и секој што сноси одговорност да одговара согласно законот. Бараме вистинска правда. Денес пред вас не стои обичен судски предмет. Пред вас стојат 63 насилно згаснати животи, 218 повредени и болка на цело Кочани. Ова не е само судење, ова е испит за правда и за довербата на институциите. Со секој нов доказ, се погласно се поставува едно прашање. Како беше дозволено сето ова да се случи? Пред општината прашавме за пропустите и непостапувањата што го отворија патот кон трагедијата. Пред Државниот инспекторат за труд прашавме како е можно 13 години да нема ниту една контрола. Пред Управа за јавни приходи прашавме зошто и по 9 месеци јавноста се уште чека одговори. Пред МВР прашавме зошто не беа заштитени животите. Дали нивната законска должност беше да ги штитат граѓаните или само да бидат неми сведоци на трагедијата? Го прашуваме и Државниот пазарен инспекторат. Дали вредеа фиктивните записници кои според обвинението ги штите нелегалното работење на ДЕКО, а не нашите деца? Ја прашуваме Дирекцијата за заштита и спасување. Зошто постои оваа институција? Ако не за да штити и спасува човечки животи, дали законите постоја само на хартија, а не и во пракса? Го прашуваме обезбедувањето. Дали обезбедување значи да реагираш, дури откако ќе избие пожарот и потоа да објаснувате и убедувате јавноста колку луѓе сте спасиле? Или ваша должност беше навреме да ги препознаете и спречите опасностите, за воопшто да нема потреба некого да спасувате? Го прашуваме ДЕКО, дали имотот и профитот што според обвинението ги стегнал незаконски вредеа повеќе од 63 човечки животи? Дали мирно се спие кога за тие одлуки останаа 63 згаснати животи, 218 повредени и цел град завиен во црно? Денес сме пред суд, затоа што овде треба да се донесе најважната одлука. Дали сите тие докази ќе добијат своја правна тежина и ќе резултираат со одговорност? Во изминатите рочишта слушавме докази, вештачења и сведочења. Не ги изнесовме ние, ги изнесе обвинителството. Доколку обвинителството смета дека доказите ја потврдуваат одговорноста на обвинетите, очекуваме со иста цврстина, професионалност и истреност да го брани до самиот крај. Тоа е должност, тоа го дужиме на нашите деца, и ние и вие. Не поради нас, туку поради вистината, законот и поради сите оние кои повеќе не можат да зборуваат. Од судот не бараме пресуди под притисок. Бараме одлука заснована и исклучува на фактите, доказите, законот и собствената совест. Вашата одлука нема да ги врати нашите деца, но можете да покажете дека во оваа држава никој не е над законот и дека човечкиот живот е највисока вредност. Правдата за нашите деца не ја бараме од одмазда. Ја бараме од почит кон нивните животи и одговорност кон сите идни генерации. Зад вас стојат граѓаните, пред вас стојат доказите, а над сите нас стои вистината. Никој не е поголем од човечкиот живот. Бараме вистинска правда, за никош да не се повтори. Ние, родителите, имаме 47 марша до сега и 37 рочишта во двата предмета. Тоа е доказ
Тој е доказ за 47 крици на правда и 37 дена во кои повторно ги преживуваме нашите најголеми кошмари. Нема да се измориме за нашите насилно убиени деца. Ке чекориме и ке се бориме до последниот здив. Тоа е најмалку што можеме да направиме за нив. Правдата е нашиот долг кон нашите деца. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.